Од измеќарите и полтроните на СДСМ речиси 6 години постојано сум предмет на клевета. Поклониците на СДСМ се обидуваат да го нарушат мојот углед и чест, со тоа што континуирано објавуваат лаги, конструираат случаи и на таков начин мислат дека ќе опстојат повеќе на политичката сцена, порачува председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски за случајот Делчевски ниви. Основното јавно обвинителство донесе одлука за запирање на истрагата, во која беше опфатен и лидерот на опозицијата Мицкоски. Констатирале дека нема никакви докази за наводни кривични дела. Сведоци сме дека и ова октруирано обвинителство и судство, партизирано обвинителство и судство, носи одлука за прекин на истрагата поврзана со овој случај. Зошто? Откако ги сослушале исказите на лицата кои што се осомничени, откако ги слушале исказите на лицата кои што се сведоци, откако ги прибавиле сите материјални докази кои што се дел од оваа истрага, донесле заклучок дека нема докази кои што упатуваат на сторено кривично дело, односно не постои сторено кривично дело, а моето име, ниту пак ВМРО-ДПМН како политичка партија, на било каков начин се дел од овој гнасен, монструозен и клеветнички чин, кој што заедно се обиде СДСМ преку октруираното обвинителство и судство да го конструира и објави на денот кога требаше оваа влада на СДСМ и ДУИ да биде минато, а тоа беше 11 ноември 2021 година. Обвинувањата пропагирани преку провладини медиуми беа дека парите од нивите во Делчево допираат до ВМРО-ДПМН. Иако обвинителството ја запре истрагата, министерката за одбрана Петровска, која во повеќе наврати прстот го вперуваше во Мицкоски за наводна негова вмешаност не само во случајот Делчевски ниви, туку и на други наводни криминали, нема намера да му се извини. Не, немам намера никому да се извинувам за тоа што сум го кажала, заради тоа што не мислам дека треба да се извинуваме за политички ставови и мислења, ова е демократска држава, а ако некого сум навредила, да, меѓутоа до сега немам никого навредена. Наскоро има уште еден таков случај со уште една политичка партија во улога на слуга и измекер да ме клевети и тие ќе имаат простор да се извинуваат, посочи Мицкоски. Тој апелира до опозицијата оваа пракса на клеветење да престане.